Проектот на USAID за практиканска работа и вработување на лица со попреченост во Македонија функционира од 2012 и ќе трае до 2016 година. Целта е да се зголеми социјалната инклузија и учеството на лицата со попреченост во целните региони на пазарот на трудот, поддржувајќи го нивното вработување за економска стабилност. Проектот има целосна поддршка од општината и градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. Токму овој проект кој е финансиран од USAID е навистина одличен проект. Мислам дека на крајот ќе има резултати за да ги мотивираме сите правни субјекти кои се во нашиот град, да ги поттикнеме да вработуваат такви лица. Нормално, владата на Република Македонија прави навистина многу. Го прави на начин што дава големи субвенции, овластувања, ослободување од плаќања на давачки на сите оние правни субјекти, фирми кои вработуваат лица со посебни потреби. Потоа мора да кажам дека нашата влада дава да се отворат и заштитни работилници за таквите лица. Така да мислам дека еден таков проект ќе донесе бенефит и на крајот и општината ќе има корис. Затоа што овие лица ќе привредуваат, ќе работат, ќе имаат пари, а на крајот нема да зависат од социјалните институции. Да чекаат некој да им даде, да речеме, 1800 денара социјална помош. Овој проект дава можности на младите кои се вклучени како практиканти. Една од нив е и Бојана Младеновска од Куманово, која преку ангажирањето во Сдружение за лица со интелектуална попреченост ја детектирала својата идна професија. Одлучила да стане логопед со цел да продолжи да помага. Можам да работам со таа категорија на лица, дека можам со нив да сакам да работам, ги разбирам. Исто така многу ми помогна, имаме тоа едно добро искуство за мојот факултет, бидејќи станува збор за лица кои што имаат попреченост, односно имаат говорна мана, пречки во говорот, но исто така многу од пациентите се и со друга интелектуална попреченост. Дека сакам да работам со лица со попреченост, и јас сум лице со попреченост и стекнав едно искуство што ми го смени животот, погледите и во секој начин би сакал понатаму да бидам пак вклучен и ќе бидам вклучен во сите волонтирања и каде и да може. Она што Тасковски го спомена како проблем со кој се соочуваат лицата со попреченост е несоодветната инфраструктура во повеќето институции во градовите во државата, односно пристапни рампи и лифтови, но и да се подигне свеста на јавноста дека и лицата со попреченост се граѓани на оваа држава и треба да бидат вклучени во сите сфери на општеството. Нивното вработување е чекор напред со помош на USAID, зашто се реализирани голем број на обуки. Организираме обуки кои што директни корисници се токму лицата со попреченост во делот на стратегии за барање на работа, значи како да напишат кратка биографија, мотивационо писмо, како да се представат на интервју, значи такви обуки веќе почнавме да спроведуваме во општина Штип. Исто така се организираат и обуки за собствениците на компаниите за да се надминат предрасудите, но и да им се соопштат бенефитите доколку вработат лица со попреченост во развојот. Доколку компанијата значи вработи лице со попреченост, не треба за него да плаќа персонален данок, пензиско, здравствено се ослободени. Исто така постои посебен фонд во делот на законот за вработување на лица со попреченост кој што нуди неповратни средства и во делот на адаптација на работно место во износ од 100.000 денари и доколку лицето остане после 9 месеци во самата компанија, значи во редовен работен однос, може да се бараат и дополнителни неповратни средства во износ од 20 или 40 просечни плати, зависно нели од видот на попреченоста и нормално лицето понатаму треба да остане во таа компанија најмалку 3 години на работа за да работодавачот ја задржи таа бенефиција. Во текот на изминатите 3 години колку што трае проектот, реализирани се 91 вработување, од кои 5 во општина Штип. Она што ќе следува е воведување на обуки за поттикнување на креативните вештини на лицата со попреченост во развојот.